Така е, добро ми дојдовте во оброкот на денот и на сам старт само ќе кажам господинот Мајт вечерва да си појдете и тоа на еден од можеби најлегендарните филмски наслови. Третото продолжение го доживува всушност на големото филмско платно. Мојата голема дебела грчка свадба во 19 часот, 2 билети во градското кино Синеплекс и госпоѓата Драгица го добива четивото Рудникот од почитуваниот Миодраг Мајич и тоа на улица Димитрije Чуковски, тоа ви е во центарот на Скопје, веднаш до гимназија Јосип Брз Тито. Уживајте секако, само представете се дека сте добитничка од денешното издание од Утринска Ателман на книгата Рудникот. 3 години поред, датумите се горе-доле тука некако, ама септември е секако месецот, се случува кога универзумот ги спојува сите тие работи и Вања Тодоровска ни е во секој издание, барем досега, во првото издание на оброкот на денот. Зашто досега и од сега. И од сега. Така. Па да си направиме традиција. Зашто почнавме да правиме традиција. Сакам да кажам дека првото издание дојдов поради тебе. Јас сум новинар, немам искуство. Па сега вака да те прегрнам. Ова беше да се изнуди едно гушкање. Не бев сигурна како ќе се снајдам во кујната и покрај тоа што јас сум заљубена во храна и пишувам и се. А си вистинска домакинка? Да не бидеме скромни? Слушај, гурманка сум. Јас сакам храната, сакам да ми доаѓаат луѓе, да се зближуваме на маса, зашто најубавите муабети се на маса кога има фина храна. Храната не обединува. Ивана, се уште јас ги помниме првите макарони, а 2 години помина календарски. Да. Кој би рекол? Така да еве, драго ми е што сум дел од овој почеток, да ви посакам убав старт. Јас сум фан на вашата утринска и ние на твојата работа особено. Програма, така да се надевам ќе биде убаво. Туку ти сакаш да ме прашаш нешто за Охридфест. За Охридфест 30 години се зад камери, вака ќе продолжам сега и со камерите. 30 години, ама видиш? најинтересно од се е што јас го следам Охридфест од првото издание. Како е тоа возможно? Без исклучок, зборуваме прво како новинар. Да, 4 години го правам пиарот. А годинава прославивме 3 децени, беше и Кате од Телма, снимаше многу прилаз. Снима и тоа ќе го доживееме со следниот период до ние. Фестивалот, драго ми е што сум дел и од таа музичка историја, бидејќи траењето, сите тие 3 децени кажуваат колку е добар, кој се појавил на сцената на моментално Долни Сара, инаку целта е да се обединат новите музички сили и старите етаблирани имиња и да се направи еден сублимат. Ке те подсетам, 98-ма Тоше го имаше стартот со усни на усни токму на Пре некој ден се прашав дали песната беше на Еврофест или на Охридфест? Не, на Охридфест со усни на усни. Значи, не знам кој не помина, кој не испеа, кој не блесна на сцената на Охридфест, па така и беше логично јубилеот да го прославиме така блескаво. Беше и супер тим кој беше зад сцена задолжен за се она што, знаеш ти, не се гледа, треба да изгледа совршено. Давор Јордановски, Љупчо Соколовски, Бобе Јанковска, јас како пиар. Фолк вечер беше нешто на што сум особено горда, бидејќи е како бастион кој некако штити од сите напливи од страна кои што, да речеме, не ги сакаме многу. Затоа што ни ја загадуваат убавата новосоздадена песна. Некогаш знае да токсицира сето тоа, така е, се сложувам. Интернационална вечер беше супер, бидејќи Дадо Топиш ја доби наградата за ширење на музика на Балканот, Неда Украден за безвременски хит, за Зора е сванула. Ме трогна жените во известни години, кога ќе напунат некои бројкици, кога ќе се стекнат со искуство, стануваат многу емотивни. Не можеше да си ги сопре солзите, вика, добивав награди од критичари и од кого се не, ама оваа и таа формулација безвременски хит, вика, навистина ме трогна и тоа и дојде као круна на досегашна работа, да. Бара многу логистика и менаџирање, како ќе кажеме, сите тие интересни работи кои се случуваат за сцена, знаеме ние да ги обсервираме и тоа малку да ни создаде еден хектичен момент, ама на крај сите тоа да сте се испегли и да изгледа многу добро. Тоа е се гледа дека оваа година си работел на себе, приметувам. Сериозно? Да, преубаво зрачиш и сите во студиото што ве забележав. Аура. Ме радува што таква убава енергија се шири во етер. Ти благодарам од срце. Драго Обостране, гледај.
Душите се огледало. Така е. Огледало рефлексија сме. Очите се огледало, ама и огледало рефлексија сме. А душите се препознаваат. Се препознаваат. Затоа ќе останам до утре. Да знаеш. И сега од сега се заклучуваме дека септември почетокот ќе биде уште ова нешто сакав да кажам. Значи покрај тоа што нашата музика е супер, се и сите пејачи кои што доаѓаат паѓаат во несвест, нели со онаа фраза во Македонија не треба ни да играш ни да пееш, ама сите што прават прво кога ќе дојдат во Македонија? Јадат и тоа ако ќе се... И тоа, значи многу сум среќна што еве Дадо Топич го фатив на 2-3 пати, како тамани пинџури, си ми го зеде збора значи, сега. Мака. Прво нешто што ќе дое странец, не сакам да го порам пинџурот и графчето. Воодушевени се од нашиот зеленчук, од се живо, да не фалам. Ете затоа сега ние ќе благодарение на тебе кога сме кај сезонското овош и зеленчук, запознавме еден... благодарение на Slow Food, да, драго ми. Сега Ивана нешто договара со тебе за ајварките и за ајварот, ама ќе го оставиме во некои следните изданија. Сега ти прилично така фина шарена трапеза. Да биде убаво и шарено, да биде убав старт. Куриозитет за ова издание ќе биде тартуфот. Да. Знаеш дека мојата сестра, поточно семејството на мојата сестра, мојот зет и моите внуки, имаат куче, лагото ромањоло. Тие се специализирани тартуфари ги викаат. И знаат дури во Италија да пристигна до цена од 1000 евра да го продадат кучето со вистинско педигре. Ама вистински, да, куриозитет е што ги има и кај нас. И јас сум многу среќна што брендот tuf.mk е секогаш расположен да направи некоја мала декаденција да поуживате вие за првиот ден на работа. Значи, ќе дегустираме тартуф со сирење? Да. Ама тартуф можеме да почнеме. Усари ова ќе ти го дадам да ти биде твоја задача. Ова е джем со портокал и со тартуфи. И портокал? Да, значи тоа е нешто предобро, ќе го ставаш на сирење. Да го викнеме пред протагонистот на овој фантастичен рецепт? Значи со задоволство. Добро, јавна покана. Се вика Валентина Митрова, ја знаеш. Како не вале? Да, она е бренд за тартуфи и ќе ви донесе работи кои што можете само да претпоставите дека се прават од тартуфи. Патем, не само што се здрави, туку, јас ќе си дозволам малку декаденција да кажам, дека влијаат врз годините. Тие се како природен лифтинг. И јас ги тамана постојано. Како афродизијак? И тоа. Еве сега ќе стане тартуф и портокал. Тоа е со сиренце, а јас тука можам да капнам 2-3 капки исто масло, ама нема секаде да ставам, зашто не ќе сигурно претходниот живот сме работеле во некој ресторан. Да, јас во претходниот живот бев асистентка на Ентони Бордеин. Сега да смислам само кој јас. Па ти... Ама... сега, пред да почнам да ја правам салатата со булгур, сакам да направам едни мали, ова е намаз со тартуфи и маслинки, и ова е исто прекрасно. Фантастично. Ги мачкам на ржано лепче, исто така домакински. Значи денеска повторно промоција правиме на госпоѓата Вале. Ставам едно шери доматче. Ова само како урнек да ти биде, ако имаш временце. Вака и овие се многу сладки за очи. Еве ова значи прво супер. Прекрасно. Значи, ова е само дел од деликатесите, сирење со джем од портокал и тартуфи. Замислете. Сакам сите да пробате и да кажете како ви се допаѓа. Со задоволство. Значи тука правиме маслинки и тартуфи, така? Маслинки и тартуфи, еве јас ќе ти помогнам со ова и јас да почнам да ја правам салатата со булгур. Инаку салатата со булгур е супер за горештини кои што повторно ни се вратија и добро е што се вратија, затоа што не сакам ни да помислам дека ќе дојде зима повторно. Да се радуваме. Не си зимско детенце, така? Јас на моменти, тоа го коментираме со мои пријатели, еве, дека убави се тие некои празници, меѓутоа од 15 јануари до крајот на февруари, како може да биде убаво кога денот завршува во 3 часот попладне. 3:30-4. А ние сме сончеви деца. Сончеви деца, како пеи Дадо Топич. Да. Сме си од овакво, од сончева Македонија. Добро ќе ти излезе, така? Прекрасно. Ова баш како шведска маса денеска. Да, супер. Прекрасно. Сега, зошто се одлучив за салата од булгур? Навистина размислував што да биде едноставно, бидејќи нели немате шпорече. Грени тела немаме, така? Да, и да биде сладко, фино, прилагодено на времето и се решив булгур е, како што знаеш, дробена пченица.
која што е многу Хранлива, здрава, невидено хранлива, ги така е. смирува цревата, мене ми го смирува и умот, затоа што во минатото па не го имаше не толку се често. користеше многу, да. Повеќе се користи во ориентална кујна, ама не знам зошто ние не би си ја користеле во нашата. Во нашата, така е. Значи, јас ќе правам обична салата, вообичаена за лето, домат, краставица, инаку сите ми седа во сода, за да се... Знаеш дека внимавам на тоа? Прочистување. Дури ги мачкав патлиџанчињата со масло. Па за да свети во за на камера. Да, за да си бидат Значи убави. за салатата користиме булгур, домат, краставица. Да, задолжително нане, бидејќи ја освежува целата приказна и некои ставаат сливи, за да, знаеш, да ти дојде така малце, може и крушка, јас се одлучив за сливи, нема да ставам пиперки, бидејќи не знам дали преферирате луто. Преферираме луто. Дали Ирина, ве чекаме секако за мезе во кујна. Не знам дали прочита дека се случи Татуфест? Да. Така, да речам, по габаритен настан, иако нели снимале како што има прилика од Ирина да дознам, ама предизвик за кој што ќе подразмислам понатака. Да, би сакала нешто ситно, а сладко, а полно со символика, ама со задоволство ќе гледам. Ирина размисла што би било сега ситно, полно задоволство. Знам дека многу мина сакаат да не го шараат многу можеби своето тело, ама секој пат сакаат да ги... Јас сакам да видам шарано тело, ама јас не сум од тие среќници што би го направила тоа. Викам, доволно е да ми се шарени мислите. Доволно е тоа. Ирина, можам да забележам дека веќе има ова креација на делот своето тело, ама како и да е, денеска ќе биде предизвик да го прикажеме всушност и нејзиниот талент, ама и да споделиме малку повеќе околу веќе посвестом да го споделиме уживањето на, пак ќе кажеме, од ваков аспект првиот Татуфест во Скопје. А потоа ќе ги чекаме секако и на дегустација, ќе уживате. Дали ти може да ќе... Со задоволство. Не, дали ќе се тетовираш? Па да, сега ме ставија пред предизвик што така за следното нешто, мај ќе го прикажеме за скоро. Да, ова нема да го пропуштам. Синхронизирано ќе зборуваме за различни типови на уметност. Едната уметност е во кујната, другата уметност е нешто кое што добро се прикажа на Скопје Тату шоу. Ако зборуваме на уметностите, за уметностите ги има на различни полиња. Но ние ќе зборуваме каква е всушност каква уметност е тетовирањето, за сите оние кои што ги сакаат тетоважите, но и за сите оние кои што ги носат импресиите од Скопје Тату шоу 2023. Заедно со мене е Ирина Атанасовска, која што е дел од организацијата на ова шоу кое што се организираше на крајот на месец август, кое што привлече огромно внимание кај публиката и кај оние кои што беа дел од истото како посетители. Ирина, добро утро, добар ден за тебе и добро ни дојде во нашата студио. Ви благодарам што ме поканевте. Моравме да го забележиме тоа како настан, иако нели ќе го прикажеме тоа и преку инсерти, преку видео и фотографии кои што се токму од ова шоу. Рековме дека на почетокот на третата сезона, во првата емисија ќе имаме теми кои што исто така го одбележа и летото или оној период кој што измина. Скопје Тату шоу е нешто кое што не се случува за прв пат, но ако зборуваме за шоу од ваков тип или ваква организација, тогаш е за прв пат. Присуствуваа над 50 интернационални и балкански артисти кои што ја покажа уметноста со бои во различни техники и стилови. И сето тоа на задоволство на оние кои што првенствено особено ги сакаат тетоважите, но и за оние кои може би имале желба, ама на некој начин се стравувале од различни причини. Какво е вашето доживување или впечатоци од организацијски аспект? Па да, Скопје Тату шоу, односно секоја конвенција за тетовирање е еден вид на, да речем, саем на тетовирање, каде што различни тату студија се земаат своји штандови и може да се ја представат нели својата работа таму. Отворено е за посетители. Во овој случај влезот беше само од хуманитарен карактер, можеше да дојде кој сака и да ја донира својата карта. И потоа нели посетителите доаѓаат, може да се тетовираат ако сакаат, да начекаат таман некој артист кој што не е тука во Македонија, имаше навистина добри артисти. Меѓутоа и доколку не сакаат да се истетовираат, туку само да видат како се одвива целиот процес и можеби да се престрашат и да се некако да се прескокне тоа табу кон тетоважите и стравот, може да дојдат и да видат како се прави тоа.
а на крајот од двата дена има и надпревар за тетовирање во различни категории, каде што тату-артистите кои што тетовираат таму во текот на целиот ден од сабајле до вечер, на крајот се надпреваруваат во различни категории. Имаше и награди за најдобрите, така што навистина беше интересно, беше полно со различни настани освен тетовирање. Да, и тоа кое што исто можеме да го споменеме е дека нешто што е некарактеристично или нетипично за вакво шоу или ваков настан е и едно предавање тематско и е одлична идеја која што може да послужи веројатно како пример за и понатамошни организации, а тоа е психотерапевт магистар Ивана Хаџиманова која што ја имала темата нели поврзана со менталното здравје или наречена под површината психологијата и подлабокото значење на телесната уметност како еден одличен спој. Иако тука го споменеме и познатиот наш уметник Михаел Курубин, тогаш кој што имаше своја изложба, тогаш значи дека навистина оправдано е зашто се навистина позитивни и одлични овие коментари и впечатоци кои што ги има од публиката. Да, имаше предавање, како што кажа, имаше изложба, имаше различна, имаше музика, диџеи, да, бендови, имаше исто така настап на крајот со танчерки, со огнови. Да, навистина беше полна програмата од сабајле до вечер се случуваше нешто, така што не послужи и времето, можеше и надвор да се случува. Супер беше. Така е. Од она кое што го зборуваме, а го коментираа посетителите, е токму така и тоа може да се види на социјалните мрежи и на вашиот Инстаграм профил. Но ако зборуваме за нешто кое што би требало како впечаток да го имаат и оние интернационални артисти кои што беа дел од самиот фестивал. Веројатно и тие разменаа заедно со вас нивни впечатоци, а како шоу не им е прв пат и биле во многу други земји каде што вакво нешто се организира. Што велат тие за интересот за еден ваков фестивал кај нас? Организацијата навистина беше светска, што викаат. Мислам, навистина беше многу убаво организирано, беше чисто, светлено, мислам, нешто што е многу важно за тату-артистите, меѓутоа навистина изгледаше убаво и имаше многу голема посетеност, што навистина до самиот ден на случувањето не можеш да знаеш како публиката ќе го прифати овој настан што за прв пат се случува тука, меѓутоа навистина многу луѓе се тетовира, сите тату-артисти работеа и многу добро беше прифатена од нашиот народ тука самата конвенција и навистина сите се задоволни и сите ни кажа дека ќе дојдат пак следна година. Се надевам дека наредната година ќе има и повеќе од 50, можеби 100 артисти, некоја поголема посетеност ќе има. Така што значи дочекуваме следна организација веќе следната година. Јас имам, Ирина, за тебе уште неколку прашања кои што се поврзани токму со тетоважите и со тетовирањето. Нешто што можеби како дилема се соочуваат оние кои што сакаат да се тетовираат, но ќе ги оставам тие за кратко. Ќе се префрлиме повторно во кујната, бидејќи рековме дека тоа ќе биде синхронизирано со Марко и со Вања во кујната и јас, Ирина, на овој дел од студиото, каде што зборуваме за два типа на уметност, тука е тетовирањето, а таму е храната и одличниот рецепт кој што во моментов Вања го подготвува. До каде сте, Марко и Вања? Еве се фотографираме. Final touch. Final touch? Салатата е готова. Краставица нане. Да, ама ова ќе го ставам, ете, чисто како можност да се сетите. Да, final touch. Тоа ми од тебе. Добро, а стави и ти некој липченце тука, а јас да ставам маслиново масло. Сега не можеме со сол онакац. Како се каже уметникот во не ми текнува ни мене. Турчине. Ама многу ефективно и целиот свет го имитира. И ако не се лажам, има ланци на негови ресторани ширум светот. Па така ќе имаме ние. Во идниот живот. Ова е може подготовка за тоа што не следи јас и ти. Добро. Замисли така некако тоа. Ма немам што да замислам, тоа е чиста вистина, се е подготовка. Бака тоа некако. Па ние сме скоро готови. Речи си готови. Речи си.
Да, убаво ме исправи. Едва чекам да збориме за... Не знам само во кој предел го има тартуфот најчесто. Имаш некаква информација? Низ цела Македонија. Македонија? Да. Баш кога зборував со Вале, тие истражуваат секаде. И кучињата наоѓаат плод, значи на секоја педан из Македонија. Инаку, навистина се чудам како е возможно нешто толку грдо и избрчкано и тажно од лик да биде толку вкусно. Да. Значи, што научивме од тоа? Дека не треба да ја се судиме, од првиот печаток. Така, или како не ја судите книгата натрешно. натрешно. Да. Иако велат многу често некогаш немаш време за втор впечаток, ама јас све оставам на втор. Оти првиот. Па мислам подобар впечаток, джем од портокал и тартофи, мислам никогаш не би. Добра, зашто ти не пробаш? Сме? Јас дека се чека, нели, гезмето крајно. Да, можеш да пробаш. Ама господја Вале, Вале кај да ќе дојде. секоја и чест. Прекрасна ствар. Секоја и чест. Навистина многу. Еве ќе дадеме мали тањирчиња, секој да си земе што сака. Да. И ова ќе ни биде нашиот прв оброк на денот, запишано во историјата. Вања и Марко секогаш започнуваат оброк на денот. Марко, супер. Само да прашам, 7 дена зашто ќе пишува можеби следниот период, имаш некои Да. Следниот рецензии, период, некои што ќе ги правиш? Значи сега се враќам на мојата голема и безусловна љубов, тоа е храната. Наскоро не очекува фестивал на сирење во Бра, во Италија. Во Италија повторно. Минатата година беше? Да, ама тоа беше саем на храна од цел свет, а сега е сирењата од целиот свет на едно место. Тоа е мало градче Бра, ама се надевам дека откако ќе се вратам, па те остави без збор, гледам и очите некако. И кога се случува сега ова? Сега тоа се случува следната недела, многу се радувам бидејќи прв пат ќе одам, а да не правам муабет колку обожавам кашкавали. Вања и Марко веќе го подготвија и го завршија овој рецепт, а јас и Ирина Атанаскова, која што дел од организација на Скопје Тату Шоу 2023 за која што зборувавме претходно, имаме уште неколку дилеми кога се тетоважите во прашање, па ќе бидеме брзи. Онако што мене ме интересира Ирина, колку е заинтересираноста за тетовирање кај нас, колку се запознаени, колку кога ќе дојдат знаат точно што сакаат, дали имаат страф од тоа колку како ќе боли, па како ќе биде понатаму одржувањето на тетоважата и уште нешто кога ќе сакаме да се тетовираме, дали никој кога ќе започне да се тетовира со една тетоважа, веќе не се знае кога би можел да застане. Односно се зголемува бројот. Да, значи дефинитивно. Јас почнав да тетовирам пред 11 години. Тогаш немаше толку заинтересираност колку сега. Сега е некако и повеќе во мода и самите машинки игли дозволуваат многу по-интересни работи, по-деликатни да се направат. Порано нели и машинките беа потешки за работа со подебели игли, се работеше по old school дизајни, а сега може навистина се да се направи со една тетоважа. Тоа дека само една тетоважа најчесто работата најчесто која ќе ни се досади првата тетоважа, не сакаш да си ја извадиш, туку одма размислуваш на втора и тоа е нешто што те навлекува, да речам, на тетовирање. И многу луѓе што немаат ставено прва тетоважа има страф од токму тоа највеќе. Што ако ми се досади? Меѓутоа, кога ќе ја стават првата и ќе сватат дека само повеќе си ја сакаат уште една, тоа е она што не става во кругот да мислиме на втора цело време. А најчесто изборот за тоа каква ќе биде тетоважата потекнува од нешто што лично им е нели блиско, нешто кое што представува нешто во нивниот живот. Така, зависи, тетоважите се еден вид на персонализирање на своето тело. Нели се изразуваме преку нашето тело исто како со облеката, со шминката, со косата. Некои луѓе го ставаат тоа за да означат некој дел од нивниот живот, да запамтат некого. Некои го ставаат тоа чисто естетски. Има многу тетоважи кои што се ставаат и естетскиот аспект, да покријат лузна, да покријат нешто од претходно што сакаат да го заборават, така што навистина има различни причини зашто луѓето ставаат тетоважи. Одлично. Ќе го прашам Марко, дали ми имаш идеја што би сакал доколку ти се појави желба и тандемски треба да ставиме нешто?
Па тоа ќе биде ден и ноќ. Ден и ноќ. Ден и ноќ. Нешто. Ден и ноќ. Да, звезда и сонце, пола звезда, пола Креатор, сонце. Бог, универзум, нешто што поврзува сето тоа. Интересно дека во се постои некаков Сега поларитет. ќе направиме Така е. таков дизајн. Во се постои некаков поларитет. Веќе Ирина Марче го фати таблетот за да видиш ќе дојдеш тука, нели? Одма сега. За да видиш како тоа изгледа кога веќе ќе се решиш. Ирина само малку вака ќе го потпнеш таблетот и на нашата камера број 1 за да може да видиме тоа како изгледа, ако може да се долови. Да. Како изгледа дизајнирањето на тетоважа кога некој ќе има некаква идеја, така? Да, А ти да. треба да дизајнираш. Најпрво секогаш по студио ми доаѓаат со одредена идеја, меѓутоа јас никогаш не сакам пример да копирам некој дизајн што сме го виделе веќе на интернет, туку да биде нешто кастом дизајн што го Јасно, викаат само за јасно. нив. И затоа најчесто преферираме во нашето студио да правиме секогаш дизајни што се конкретно направени баш за Добро, клиентот. Ирина, избегнувате пример да ги ставите истите товажи кај други клиенти ваши што ќе дојдат, да речеме ако некоја бендиса Да. идеја да сега. Јас најчесто пример си правам своји дизајни, ги објавувам на Инстаграм да речеме и еден дизајн го правам само еднаш, никогаш не би го направила Повторно. истиот дизајн повторно, затоа Може што би ќе имаш најбоljе инспирацијата од претходна, ама ќе ја смениш нешто. Да, па и самите содржината. луѓе ние никогаш еден со друг не сме исти, нели? да, И затоа да, така е. Се За сложувам. професионалноста и вештината, Ваниш, да не испадне дека на крај јас и ти тетоважи ќе ставиме. за професионалноста и вештината на еден тату мајстор веројатно говори тоа колку од прва или да речеме на почеток ќе го погоди дизајнот на самиот клиент кој што ќе сака да се тетовира. Како тебе ти се случува, Ирина? Погодуваш, па менуваат, самиот па... дизајн, правењето дизајн на една тетоважа е процес, не е нешто линеарно, што се случува сега ми кажуваат идеја, па јас го правам, па мора да е тоа, нели? Нормално јас нема да го направам дизајнот додека на клиентот не му се свиѓа 100%, затоа што ќе го носи цел живот Да, и така е. ќе го носи на него, не јас го оставам печатот и толку, така што Што кога ќе низ досади тетоважата или има одредена символика која што во одреден временски период веќе не важи? Дали се вадат? И како се Секој некои странуваат? техники постојат до душа, дури билат малце се и болни. да, Со значи лазерско има отстранување, така? техника каде што се вади тетоважата со лазер, меѓутоа може и да се осветли. Најчесто тоа го правиме, се осветлува на лазер, за во згоре да се стави нешто поубаво. А целосно елиминирање, Ирина, тоа Па, со лазер се вади, Делумно, меѓутоа да. се уште се развива таа технологија Јасно, дефинитивно, јасно. а јас себе ви направив една мала тетоважа. Ако сакате да мора си ја го- ставите. Дај вака ќе ја... Како го прекрасно. исече, како го... Супер. Да. Вања, Имаме јас и и ти дели во следниот ног. живот со ова ќе се родиме. Да. Имаме и дени нас. и точно имаме и сонце и ајде јас ќе го покажеме уште еднаш за тоа добро да го видиме. Имаме и сонце и месечина и претпоставувам по тоа следуваат оние финеси кои што се прават кај тетовирањето, Да, ова е малку само идеја. сенчање, да, малку сенчање или нешто што веројатно ќе може да Симплифицирано, се едноставно и- додаде, но колку потенцира мајстор. дека сите имаме темна и светла страна. Страна. Јас Така е. така го Да, доживам. да. И добро што ви текна Вања и Марко се надополнивте во однос на што би можело Таа да биде беше предлог за инспирацијата. тетоважи за дизајн, а Ирина веднаш го подготви тоа како би изгледало, па Марко ако сакаш некогаш да се истетовираш, тогаш имаш Да знаеш. веќе подготвено Ќе го дизајн. чекаш повикот. Од тука понатаму следуваат премиерни епизоди. Така е, да. Вања на едната страна на студиото, Ирина тука заедно со нас во овој дел, каде што заедно се поздравуваме со вас за ова прво издание понеделнично и се разбира ќе уживаме во рецептот кој што ни го подготви тоа како? Вања, а и ќе размислиме за ова кое што нели го зборувавме и со Ирина.